Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола во емисијата со Универзитетот отворено. А денеска наш гостин, поточно гостинка во емисијата, доктор Тања Јовановска, директорка на Високата медицинска школа. Всушност ние сме нагости во Високата медицинска школа. Ќе ве поздравам, добар ден и еве добре дојдовте во програмата на Укло ФМ Битола. Добар ден и ви благодарам на укажаната можност и просторот одвоен да дадам така некои информации кои што се од значење и за нашата институција и за универзитетот и пошироко за сестрите кои што во суштина ние ги едуцираме на Високата медицинска школа. Во нашите информативни емисии, емисиите на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, ние веќе информиравме за настан кој што се реализира тука на Високата медицинска школа и практично тој беше и поводот за овој разговор, одржување на панел трибина за законот за сестринска дејност. Нешто што беше посетено како од студентите и професорите на Високата медицинска школа, но исто така и значајни гости присутни тука. Да, токму така, на 18.1. оваа година се одржа во стварност првата од 4 панел дискусии и трибини кои што се планирани и на која што се зборуваше за аспектите на сестринската професија како неизоставен дел од законот за сестринска дејност. Како учесници, односно пред се, како организатор на овој настан, беше Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас. А учесници на настанот, односно како панелисти се представија магистер Гордана Бешлиевска, председател на Сдруженијето за нас, националниот координатор за реформи во примарното здравство при Министерство за здравство, доктор Злате Мехмедовиќ, доктор Сонја Славковиќ, представник од МОН, односно од Министерство за образование и наука, која токму тоа е задолжена за едукација на медицинските сестри, односно директно е вклучена во изработка на курикулумите и изработка на студиските програми на медицинските сестри. Она што е особено важно и што би го истакнала, односно наша чест беше и задоволство, да како специјален гостин беше доцент Адријано Фригановиќ, кој што е председател на Европската организација на сестри специјалисти, председател на Хрватскиот национален сојуз на сестри и председател на Хрватското друштво на медицински сестри за анестезија, реанимација, интензивна нега и трансфузија. И токму тој, односно неговото присуство, што значеше, тој ја отвори оваа прва трибина со предавање на тема паралела на кариерниот развој на сестрите во Хрватска и Македонија. Нешто за што ќе проговорим и понатаму во овој разговор. Секако ќе проговорим и за законот за сестринство, што тој ќе значи, но колку беше важна оваа трибина, оваа дискусија и колку беа важни представниците кои што учествува, говори и фактот што сите тие беа примени во ректоратот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, средба со проректорите професор доктор Горан Илич и професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, на кој што исто така нели се разговараше за темата актуелна и особено значење големо се дава на Високата медицинска школа во Битола како единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, со оглед на тоа што и првата од овие 4, како што кажувате, планирани трибини, дискусии се реализира токму тука. Да. Самиот факт што гостите кои што беа дојдени издруженијето и представниците на Сдруженијето, специјалниот гостин од Република Хрватска, представникот од Министерството за здравство и од МОН и кои што беа прво примени од страна на ректорската управа, поточно на проректорите професор Илик и професор Јасмина, укажува на фактот кој е значењето и кој значење им се даде и на гостите и на настанот, што ние како домаќини на вистина се представивме мощне добро и тоа најдена така една позитивна клима која што отвара нови можности и го става во исто време значењето на Високата медицинска школа како една од доста значајните единици во универзитетот, меѓутоа и во државата.
голем број медиуми присутни исто така на панел дискусијата, заинтересирани за она што ќе значи законот за сестринство воопшто во Република Северна Македонија, но и за Високата медицинска школа и секако Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, но за законот и за се она што тој носи по музичката пауза ќе ги замолам и слушателите Нукло FM да останат на 90,8 МГц. Мразам што те сакам, а сакам да те мразам, но не оди. Казвам преку себе кога пак ќе лажам, преболи. Знам дека те губам и дека без тебе губам. И знам дека те љубам, не можам да замислам за друг. Мразам што те сакам, не мирувам. Колку близко сме, а толку далеко. А терат, кога ќе ми стане сено, ќе ни биде криво само заедно. Колку можеме заедно. Сузи за 10. Уште си горна, заслужив ова, те сака без резерв. Кажи дека одиш, кажи без извини за мини. Мразам што те сакам, не мирувам. Колку близко сме, а толку далеко. Јавене повторно во програмата на Универзитетското радио Нукло FM Битола, емисијата за Универзитетот Отворено. Ве подсетувам денеска наша гостинка, доктор Тања Јовановска, директорка на Високата медицинска школа во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Говориме за трибината, за панел дискусијата практично која се одржа тука на Високата медицинска школа за законот за сестринска дејност, прва од 4 што се одржува во нашата држава. Директорке, во овој дел од разговорот малку повеќе за овој закон за сестринска дејност, што тој донесува и што ќе значи за оваа професија. Да, најнапред да кажам, односно да истакнам дека законот се наоѓа во собраниска процедура и чека, мислам, на јавна расправа. Тоа би значило негово брзо донесување, односно усвојување. Што значи, односно, што се сестринската и акушерската професија добиваат со овој закон? Имено, со овој закон се уредуваат условите на вршење на здравствената дејност на медицинските сестри и акушерките, условите и постапката за стекнување на квалификации за вршење на професиите медицинска сестра и акушерка, континуирано стручно усовршување на медицинските сестри и акушерки заради следење и примена на нови сознанија во медицината од областа на вршењето на здравствената и акушерската нега и унапредување на знаењето и практичните вештини на медицинските сестри и акушерките, меѓутоа и контрола на квалитетот
и стручен надзор над работата на медицинските сестри и акушерките. Конкретно, делот од законот кој што се однесува на сестрите и акушерките, всушност што ќе донесе, што ќе направи? Конечно ќе направи една дистинција, односно точно ќе бидат определени компетенциите на медицинските сестри и акушерки засебно, соодветно по степенот на образование, односно средно, стручно, високо образование и завршени специјалистички студии. Оти во моментот тие се профили кои што ги има со таа едукација. И тоа со строго пропишани задачи, што е од особено значење, бидејќи соодветно од компетенциите ќе произлегуваат и должностите, правата и статусот на медицинските сестри и акушерки во здравствените институции. Што друго? Во склоп на законот, како што и малку најави во општите одредби, се воведува и задолжителна континуирана едукација на медицинските сестри и акушерки. Конкретно, прв пат се воведува во законска, односно со законска регулатива, кариерен развој на овие две студиски програми. Тоа се програмите сестри и акушерки, кои што се во регулираните професии согласно европските директиви. Тоа сме го разговарале повеќе пати. Значи, имен акцентот е ставен на овие две професии, поради усогласувањето со директивите они од Европската унија кои што ги налагаат, каде задолжително, значи, образованието за овие две насоки треба да биде академско, а кај нас е стручно, односно 4 годишно академско образование. И за прв пат се споменува лиценцирање и релиценцирање, а тоа ќе рефлектира континуираност во едукацијата на медицинските сестри. Добро, директорке, како досега се решава овие работи? Досега закон прв пат е законот за сестринска дејност и досега се она што беше во делот на примање на медицински сестри и акушерки по конкурси, тоа одеше по, како да кажам, конкурси објавени со средно образование, а конкурираат со високо образование, што значи она не дефинирано и неопределено и регулирано само со колективни договори или оставено на директорите на медицинските установи. Меѓутоа сега со донесувањето на законот, сите тие проблеми се тоа ќе го разјасни, ќе го расчисти. Овој проблем, да речам, а и што многу друго значи. Значи со законот што се очекува? Се очекува да се спречи и големиот одлив на кадри за кој што зборуваме, затоа што според националниот координатор, ова се податоци од него, доктор Мехмедовиќ, се очекува до 2030 година да не достигат околу 10.000 здравствени работници. А зошто? Заради нормално незадоволство за платата која што ја примат, незадоволство заради условите, незадоволство заради компетенциите кои што ги имаат и така натаму. Тогаш беше кажано исто така дека според оние правила, да речеме, како треба да се одвива негата на пациентите, една сестра би требало да се грижи најповеќе за 3 пациенти, а кај нас тој број на пациенти кои што стануваат на една сестра е далеку поголем. Да, тоа е така, затоа што е недостигот се поприсутен, особено во јавното здравство. Значи, сестрите заминуваат од јавното здравство, одат во приватни здравствени институции, меѓутоа одат и надвор од дејноста, она што редовно го потенцираат представниците на Сдруженијето за нас. Заради незадоволство, заради несоодветни услови, непрепознавање, непризнавање на дипломите. И тоа е во стварност причината. Законот ќе ги реши овие проблеми, барем така се очекува, нели, и мора да се постапува понатаму по закон, но што овој закон ќе значи за високата медицинска школа? Имајќи предвид дека е висока медицинска школа, но исто така има и специјалистички, стручни студии, ова би требало да значи и мотивирање на некој начин на кадрите како медицински сестри и акушерки да продолжат со своето образование понатаму. Во нашата држава ние сме единствена државна висока медицинска школа која го славеше својот 35 годишен јубилеј минатата, да речам, неодамна, декември 2023, и ние сме единствени кои што не сме во склоп на медицински факултет, значи сме самостојна единица во рамките на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Во моментот имаме активни 5 студиски програми на прв циклус студии и 8 студиски програми на втор циклус специјалистички студии. Потенцирам стручни студии. Тоа значи дава и создава мотив за соработка и регулирање на
овие професии кои ќе го комплетираат своето образование согласно законот како што истакнавме. Она за кое што се залага Високата медицинска школа, меѓутоа универзитетот исто така, е соодветна систематизираност на дипломираните и специализираните медицински сестри и акушерки по комплетирање на првиот и вториот циклус на студии. Ние сакаме да ја поздравиме иницијативата, активно да учествуваме и да придонесеме во усвојувањето на овој закон заради иницијативата, како што претходно кажав, на универзитетот за прераснување на Високата медицинска школа во факултет или, поточно да кажам, формирање на факултет за медицински науки и здравство во рамките на универзитетот. И со тоа, актуелните студиски програми кои што ги имаме како стручни студии ќе обстојуваат, меѓутоа, законот кој што ќе биде донесен ќе наметне трансформација на овие студии од стручни да преминат во академски и да се овозможи, да се обезбеди можност за академски напредок за запишување на магистерски и докторски студии од областа на сестринството. Тоа многу значи за професијата сестри и акушерки. Значи и за Универзитетот Свети Климент Охридски, бидејќи ако се реализира, се надеваме, идејата на ректорската управа, нешто што се провлекува овој период наназад, прераснување на Високата медицинска школа во факултет за медицински науки и здравство, ќе значи многу воопшто за целиот регион, не само за универзитетот. Да, многу значи, затоа што она што е интересот за медицинските науки е во континуитет присутен, така да делот од идните студенти кои што би се определиле за ова студирање ќе имаат можност да го реализираат тука, на нашиот универзитет, да кажам, меѓутоа да не прејудицираме, да не одиме многу, да оставиме тоа да се заврши во она собраниска постапка како што треба да се заврши, па после убаво би било да имаме можност после тоа да разговараме кои се чекорите понатаму и што значи акредитирање на едни такви студиски програми според одбор за акредитација, според закон и така натаму. Во секој случај, законот, веќе рековме, ќе значи многу и за Високата медицинска школа и предпоставувам дека ова ќе знаат да го вреднуваат и идните студенти на Високата медицинска школа или оние кои што планираат тука да се запишат. Да, тоа е така. Ние и сега и во овој момент навистина имаме солиден стручен кадар, подмладен наставен кадар, имаме студиски програми кои што се континуирано, некои повеќе, некои. Знаете како трендот е на намалување на интересот на и бројот на запишани студенти се намалува, меѓутоа навистина можам да се пофалам со квалитетен и наставен и соработнички кадар и со прекрасни просторни услови за студирање на студентите, дипломи кои што се признати и се препознаваат и на европскиот пазар. Дел од интересот произлегува и од овој факт и можам да кажам дека меѓу другото она што ние вака како единица имаме и меѓународна соработка и работиме на проекти во Erasmus Plus програмата. Тоа е во континуитет. Па се кратко уште, ако ми дозволувате. Да, нешто... или може би предходно да направиме уште една пауза, музичка, па ќе проговориме и за проектите кои што тука се реализираат. Во ред, почитувани, бидете и понатаму заедно со нас. Во коси да ти спијам, во зора да те будам, за тебе ако треба, се да изгубам. Zaboravi drugi oči, drugi nežni nasmeh ti. Zaboravi me natera da gi ferlam site sliki neizini, da raščistam spomeni, da gi baram celi noki tvoj teče koji, da popneja so denovi, oko si da ti spijam, bez prestan da te ljubam, od tvoj odnežen dobi, da
Dozvoli mi da ti pejam stari pesni ljubovni. Dozvoli mi da raskažam deka sum te čuval mnoge pregradki. Da izlažam, da veruvam, sve što so nam barem ne znaš da se ostvari. Da preperam so denovi, oko si da ti spijam, bez prestan da te ljubam, od tvojog nežen dopis da izludam. Oko si da ti spijam, pozora da te budam, za tebe ako treba se da izgubam. Oko si da ti spijam, pozora da te budam, za tebe ako treba se da izgubam. Доктор Јовановска, рековме дека во овој дел од разговорот завршен еве сега во емисијата за Универзитетот отворено на Укло ФМ Битола за проектите кои што тука се реализираат или кои веќе ја има својата завршница, но знаеме и во изминатите години дека наставниот кадар доста се ангажираше, работа на проекти, работа со колеги од други универзитети, некако секаде ве имаше. Да, не имаше и активни сме со овие влезни и излезни мобилности во рамките на Еразмус програмата, проектите од ИПА програмата, проектите од Еразмус плюс, така да она што сега во моментот последно се изреализира, тоа е онколошкиот проект од Еразмус плюс, онколошки третман низ призмата на истражување во мултидисциплинарни организации со акроним ОНИМУ или МАРЕМОТО проектот. Са конкретно за овој проект, многу кратко, овој проект е фокусиран на промоција на еднаквиот, рамноправен пристап на лекување на популација засегната од оваа категорија на клинички ентитети, тоа се малигните заболувања. Тоа исто така меѓутоа се однесува и на образованието на оние здравствени професионалци кои што помалку се застапени, а подеднакво важни во третманот на овие пациенти. Нашиот проектен тим сега од 22 до 25 јануари имаше на тој интензивен курс за квалитативни истражувања во онкологија, работна средба и присуствува цел проектен тим, како координатор е професорката Филов од нашата школа, присуствува во Толедо, Шпанија, заедно со своите партнери. Тоа се проектните тимови од Шпанија и од Италија и можам со задоволство да кажам дека извонредно ја завршија својата задача и на тој начин не презентираа така како што треба ние како единица и секако универзитетот. Да кажеме дека во рамките на Еразмус плюс програмата, освен студенти од високата медицинска школа што заминуваат некаде надвор неколку месеци нели на други универзитети, често и студенти однадвор доаѓаат тука. Имате ли најава за овој семестар нешто посебно? Да, има најава и за академски кадар и за студенти и ние имаме координатор сега е овај од помладите вработени кај нас, предавач магистар Денис Арсоски, кој што е координатор, Еразмус координатор и мислам дека успешно ќе продолжи да ја води оваа активност која што секако значи за секоја институција. Во секој случај имав можност да се сретнам и со него тука на Високата медицинска школа, најави активност која што ќе се одржува тука на Високата медицинска школа овој месец, рече нешто ќе биде за ретките болести. Можност и нели повторно да дојдеме и да разговараме и за тоа тука. Во секој случај ќе има доста работи што ќе се случуваат на Високата медицинска школа за кои што ќе информираме нашите слушатели. Да, како и изминатата година, така и сега продолжуваме со ист или можеби со поголем интензитет
за организирање на настани, работилници, конференции, можеби, проекти кои што се значајни, така да стоиме отворени за вака за соработка и споделување на информации со вас. Ви благодарам за разговорот и за одвоеното време. Се гледаме и се слушаме во следна прилика. Ви благодарам и секако ви стоиме на располагање. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако не нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделата е илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Каде да одиш, секогаш ќе останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој, до небо, небо високо, од небо до дно. Чувствуваш, знам, вела дека не си сам, но во сите ноќи јас сум ти единствен здрав. Ти си мој. Каде и да одиш, секогаш ќе останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Само мој, каде и да одиш, која и да дојде, до крај на ова време, секогаш ќе останеш мој, само мој, до небо, небо високо, од небо до дно, до небо, небо високо. Тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Лјупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Баш би било штета да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме и скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти
морето се бранува. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион. А сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакаме сме сами, што ти фали? Само кажи, кажи. Зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакаме сме сами, што ти фали? Само кажи, кажи. Зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Укло ФМ, Битола, јануари 2024 година. Универзитетско радио, Укло ФМ, Битола, 90,8 МГц.